Мирно, тивко и без проток на патнички возила. Ваква е сликата на граничниот премин Богородице на македонско-грчката граница, откако владата заради пандемијата со коронавирусот ги затвори граничните премини кон соседна Грција за да го спречи ширењето на вирусот COVID-19. Овде поминуваат само товарни возила кои вршат превоз на стоки. Дневно и по околу 1000 камиони кои се опатуваат кон македонските градови или пак земјава ја користат како транзит. Транспортерот Младен Стоичов Србија влегуваше во земјава и кажа дека во сите држави во окружувањето има мерки што се почитуваат. Носе луѓе, поштују се мере у продавници. Сите носаат маски. Се почитуваат мерките. По продавници, затворени објекти, притоварење или растоварење на стоката што ја превезуваме и немаме никакви проблеми по граничните премини. Нема проблеми и на патиштата и се е нормално. Нема гужви на путевима, нема засад е нормално. Македонско-грчката граница кај Богородица во последниве 24 часа ја поминале само 839 граѓани, претежно транспортери. За влез во земјава најмногу странски државјани. Од Македонија кон Грција пак излегле 214 лица, камионџи, но и лица на свој ризик. Македонските државјани кои што ја напуштаат земјава од било која причина, на граничните премини потполнуваат изјава дека ја напуштаат државата на своја одговорност. На оние кои што влегува пак во земјава им се бара ковид тест направен во последниве 72 часа. Доколку го немаат, одат во државен карантин или самоизолација. Министерот Чулев не прецизираше кога ќе бидат отворени граничните премини кон соседна Грција, каде во овој период преку викендите најчести гости беа македонските државјани. Македонски државјани во Грција во моментот може да одат само со посредство на Министерството за надворешни работи доколку имаат одредени здравствени или други причини и тоа е на начин на кој што тие пријавуваат до МНР, а МНР со соодветна нота ги информира грчките органи и тие дозволуваат влез над грчка територија. Во моментот забранен е влез од грчките власти на грчка територија за останатите граѓани. Македонските здравствени власти велат дека од средината на идниот месец ќе биде отворена македонско-грчката граница за проток на патници, но се зависи од ситуацијата со коронавирусот во двете земји. Министерот Филипче не прецизираше дали ќе се бараат тестови и на чиј трошок ќе се прават. Тестовите тука во своите земји осигурениците ги прават бесплатно. Значи не станува збор за никаков екстра трошок, но сметам дека тоа ќе биде, како што кажав, нешто што ќе се надмине во смисла на тоа да се патува без тестови, но се уште ги чекаме официјалните одговори од грчката страна, што после како еден систем ќе го понудиме и на другите околни земји да се прифати во сите земји во регионот, имајќи го предвид дека сите земји во регионот има ист ризик. Нашата екипа цели 2 часа денеска околу Пладне беше на граничниот премин Богородица и не регистрираше проток на патници или пак патнички моторни возила. Ако не беше пандемијата со коронавирусот, нови граничен премин ќе вриеше од патнички моторни возила пред се заради продолжениот празничен викенд. Лани во овој период од годината илјадници македонски државјани заминале на викенд одмор или шопинг во Грција. Сега сликата е многу поразлична. Единствено се слуша звукот од птиците, но и товарните возила.